Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во училницата на Едуино. Моето име е Елизавета Теодосиевска, предметен наставник по македонски јазик во Основното училиште Јана Москоменски во Скопје. Денешната наставна единица е наменета за седмо одделенците и има наслов Отстапувања од третосложното акцентирање. Ако го користите овој учебник кој што го има на вашите екрани, оваа лекција која што денес ќе ја слушнете се наоѓа на страницата број 88. Доколку сакате, можете и да ги забележите поважните работи. Што треба денес да научиме? Денес треба да научиме кои се најчестите случаи каде што имаме отстапување од правилата за акцентирање на зборовите. А кои цели треба да ги исполниме, да се утврдат знаењата за акцент и учениците да научат за отстапувањата од третосложното акцентирање. На почеток да се подсетиме на некои термини, кои што ни се важни за оваа лекција. Првиот термин ни е фонетика. Што ќе биде фонетика? Кога зборуваме за гласови, кога зборуваме за слогови, ние сме во доменот на фонетиката, односно оној дел од науката за јазикот која што го проучува гласот. Значи, фонетика ќе биде дел од науката за јазикот, делот од лингвистиката, кој што се занимава со проучување на гласовите. Сега, бидејќи станува збор за гласот, повеќе гласови градат слог, повеќе слогови градат еден збор. Тие зборови, односно слогови кои што ги изговараме во еден збор, не се изговараат секогаш со истата силина. Некои се повисоки, ги изговараме понагласено, повисоко, а останатите се пониски. Во зависност од тоа, што ќе биде акцент. Акцентот е токму тоа нагласување на одреден слог во зборот, односно нагласено, посилно или продолжено изговарање на еден слог во зборот. Кои карактеристики ги има акцентот во македонскиот јазик? Значи, акцентот во македонскиот јазик е определен, динамичен и трисложен. Што значи сето тоа? Ако зборот се зголемува со додавање на представки или на наставки, акцентот ја има таа можност да се поместува и секогаш да застане на третиот слог ако броиме од крајот на зборот. Долу имате еден пример, тоа е зборот град. Зборот град е составен прво од еден слог, Тука акцентирана самогласка не е самогласката А, затоа што таа не е единствената самогласка во слогот. Понатака зборот град го зголемуваме со една наставка. Од град станува гради. Сега веќе тука имаме два слога. Гради. Значи првиот слог, вториот слог, акцентот повторно ќе падне на самогласката А, меѓутоа сега на вториот слог, а не на првиот. Ако овој збор уште повеќе го прошириме, од гради имаме изградба. Изградба. Прв слог, втор слог, трети слог, акцентот го бара местото секогаш од крајот да биде на третото место, акцентирана самогласка овој пат ни е И. И ако го зголемиме зборот уште повеќе, изградбата, значи веќе имаме збор од 4 слога, значи првиот слог, вториот, третиот, четвртиот, акцентот не оди на четвртиот слог, одстанува до третиот, овој пат повторно акцентирана самогласка ќе ни биде А, односно третото место, бројки од крајот на зборот. И сега да се подсетиме на тоа, како го бележевме акцентот. Акцентот го бележиме со мало едно знакче, кое што најчесто стои пред, односно над самогласката, врз која што паѓа акцентот во зборот. Какви беа правилата за акцентирање на зборовите во македонскиот литературен јазик? Како ги акцентираме, зборовите? Многу едноставно, е тоа кај едносложните зборови, бидејќи акцентот се наоѓа секогаш на единствениот слог, односно на единствената самогласка која што ја има слогот. Например, сон, дом, бол, вол. Секогаш се акцентира самогласката која што е во средина, односно носач на слогот, односно на зборот во овој случај. Кај двосложните зборови, акцентот стои на почетниот слог од зборот, односно, ако броиме секогаш од крајот на зборот, тогаш ќе падне на вториот слог од крајот на зборот. Например, село, солза, дома, болва и така натака, секогаш броиме од крајот на зборот па нанапред, прв слог, втор слог, акцентиране О, прв слог, втор слог, акцентирано О, прв слог, втор слог, акцентирано О, прв слог, втор слог, акцентирана е самогласката Е.
Сега веќе кај трисложните и повеќе сложните зборови, нели, ситуацијата малку повеќе се менува и акцентот, нели, ако одиме по правилото за нашето акцентирање, акцентот треба да го заземе третото место бројки од крајот на зборот. Еве имаме долу примери за некои повеќе сложни зборови. Слад, кар, ни, ца. 1, 2, 3, акцентот е на третото место и овде е само гласката А на третото место, па според тоа таа ќе не биде акцентирана. Менувач-ни-ца. Еве еден повеќе сложен збор. Прво, второ, трето, повторно, само гласка А, која што се наоѓа во третата позиција, односно третото место од крајот на зборот, третиот слог, нели? И тука ќе ни биде акцентот. И уште зборот зборови, зборови, збор од 3 слога, 1, 2, 3 и акцентот се наоѓа на самогласката О, која што се наоѓа во третиот слог бројки од крајот на зборовите. Сега се ќе биде, нели, едноставно да биде се по правило, меѓутоа имаме некои зборови кои што не го почитуваат нашето правило за трето сложното акцентирање, туку се акцентираат некако поинаку. Такви зборови има како од домашно потекло, така и оние кои што навлегуваат од странската лексика, значи некои интернационализми кои што ги одомакинуваме, нели, и ги примаме во нашиот јазик. Прво да зборуваме, значи, за одстапување, зборовите кои што се со домашно потекло. Најчест случај во кој што имаме одстапки, нели, од трето сложното акцентирање е кај глаголскиот прилог, односно оние зборови кои што завршуваат на Ј, Ќ, И. Секогаш тие имаат акцент наместо на третиот слог од крајот на зборот, на вториот слог броено од крајот на зборот. Трчајки, земајки, седејки и така натака. Потоа не го почитуваат акцентот за трисложното акцентирање, нели, прилозите за време. Зимава, летово и така натака. Некои сложени зборови од типот северозапад, југо-исток имаат исто така акцент на вториот слог броено од крајот на зборот. Потоа прилозите за степен, односно деминутивните образувања со засилена емоционалност. Малкуцка, но и малкуцка, олкуцка, толкуцка. Меѓутоа, постои тука и, нели, можноста за поинакво акцентирање, толкуцка, трошичка и слично. Одстапување има и кај сложенките, чиј што прв елемент е полу и двосложните зборови. Кај овие зборови акцентот најчесто паѓа на вториот слог, исто броено, нели, од крајот на зборовите. Полулево, полуостров, полупијан, полуписмен, полусенка, полусестра, полутемен, полутопка. Сложените придавки исто така имаат акцент наместо на третиот, на вториот слог, па дури и на првиот слог од крајот на зборовите. Например, црвено брад, црвено кож, црвено кос. Меѓутоа, по нашето третосложно акцентирање се сивокос, сивоок, синоок, црнобрад, црнокож, црнокос, црноок. Значи имаме, нели, дозволена можност да се акцентира и според нашето правило за акцентирање. Светло жолт, темно зелен, темно црвен, нели, боите исто така најчесто се овие сложените зборови, нели, сложените придавки кои што значуваат боја, исто така се одстапка од третосложното акцентирање. Потоа сложени зборови кај кои секој составен дел си го чува својот акцент. Американско-македонски, англиско-македонски, воспитно образовен, културно просветен, лека полека, од време на време, увозен, увозно извозен и така натака. Одстапки забележуваме и кај личните имиња, презимиња и имињата на местата, односно топонимите, нели, имињата на државите и така натака. Например, Дијана, Ирена, Јулијана, Андријана, Исидора. Доколку овие имиња би ги изговориле, нели, со македонското правило за третосложното акцентирање, тогаш тие би звучале вака: Дијана, Ирена, Јулијана, Андријана, Исидора. Меѓутоа, тие се акцентираат, нели, на вториот слог од крајот на зборот. Потоа, презимињата Аксентиев, Александров, Дрвошанов, Маглешев, Пармачка, Ајдарска и слично. Топонимите од типот на Добрејци, Прдејци,
трпејца, потоа странските топоними Апенини, Ардени, Кариби, Карпати, Пиринеи, Хаваи, Болоња, Најроби, Азербејџан, Еквадор и други. Одстапувања имаме и кај зборови кои што не потекнуваат од нашата лексика, туку сме ги примиле од некоја туѓа лексика, па веќе се одомакиниле и ги користиме како наши. Зборови од типот на литература, култура, кабина, сателит, фрагмент, лексикон, хемисфера, биро. Меѓутоа, веќе кај овој збор биро имаме веќе и двојно акцентирање, имаме и биро. Имаме, например, потоа билет и билет, решо, клише и така натака. Сите овие зборови добиваат акцент или на вториот или на првиот слог броејќи од крајот на зборовите, посебно пак француските зборови од типот на решо, клише, дежаву и така натака, секогаш добиваат акцент последниот, односно првиот слог од крајот на зборот. Одстапување од ова трето сложно акцентирање имаме и кај придавки кои што завршуваат на ставките ален, ивен, иран, озен и слично. Гениален, регистриран, талентиран, деструктивен, комуникативен, маркиран, фамозен, например, и слично. Некои именки кои што завршуваат на согласка, исто така, одстапуваат од нашето третосложно правило за акцентирање. Булевар, јубилеј, диамант, фараон и слично. Глаголите кои што завршуваат на ира имаат одстапка од третосложното акцентирање. Паркира, механизира, толерира и слично, и секогаш се акцентираат вториот слог броејќи од крајот на зборовите. Во некој случај акцентот дури врши и смисло разликувачка функција. Не е исто ако кажеме газела и газела, например. Газела е глагол, глаголска л форма во женски род, а додека газела е животно, кое што можеме да го сретнеме во дивината. Кравата и кравата. Крава, именка членувана со членот та, или кравата, онаа вратоврска која што можеме да ја ставиме на врато. Пијано и пијано, Андреја и Андреа. Тоа се веќе разликувања по род, машко и женско име и слично. Сега на вашите екрани гледате едни вежби. Вежбата има вакво барање. Обележи го акцентот и подцртај ги зборовите каде што има одстапувања од правилата за акцентирање. Дадени ви се неколку реченици во кои што вие треба да ги откриете зборовите кои што не се акцентираат според нашето правило. Првата реченица гласи вака: мајката истрча викајќи по детето. Втората реченица: Афродита е најубава. Третата: соседите купија нов телевизор. Четвртата: која литература те интересира? Петтата: одеше мислејќи на проблемот. И последната: годинава ќе постигнам одличен успех. Изработете ги вежбите. Доколку ги изработивте вежбите, вашите одговори би требало да бидат вакви. Во првата реченица одстапка од третосложното акцентирање ни е зборот викајки, кој што е глаголски прилог, нели? Во втората реченица одстапка е едно сопствено име, Афродита. Во третата еден збор кој што е од туѓа лексика, од туѓо потекло, телевизор. Следната исто е збор, нели, од туѓа лексика, литература. Повторно, во предпоследната реченица имаме глаголски прилог, мислејки, и последната реченица, годинава, ќе постигнам одличен успех, еден прилог за време. Задача за дома. Напишете 10 реченици во кои ќе употребите зборови кои одстапуваат од правилото за акцентирање. Јас ви благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.